Во случај на зголемување на температурата за само 1 степен, висински ќе страдаат прво глацијалните езера, кои што се наоѓаат на надморска висина над 1300 метри височина, потоа ќе се намалат висински поставените извори, што ќе значи намалување на населението во тие региони со вода за пиење. Силното влијание на климатските промени, посебно по покачувањето на температурите и намалувањето на мрнежите, кај земјоделието посебно изразено затоа што најголем дел од земјоделското производство во нашата држава се одвива на отворено. Мал дел од површините се офатени со наводнување, иако има капацитети државата за наводнување на многу поголема површина, сепак околу 20 до 25% од купните површини се наводнуваат. Така да овие фактори придонесуваат да македонско земјоделие биде толку ранливо во однос на климатските промени. Највидливо е што во последните 10 години како последица на климатските промени најповеќе се среќаваме или се среќаваат проблемите со шумските пожари заради зголемените температури, долготрајните суши, во поедини години заради ексцесни врнежи кои што не се вообичаени во одредени периоди од годината. Имаме дури и застој на работењето на шумарството заради неможност на влегување во шума. Биолошката разновидност во Македонија е многу значена во европски рамки, во светски рамки, иако е мала територија. Па со оглед на тоа е многу значено и што ќе се случува со биодиверзитетот во текот на следните 100 години заради промените во климата. Така во овој проект на биолошката разновидност е дадено соодветно место и ние треба да се потрудиме врз основа на познати методологии, со примена на моделирање да утврдиме кои делови од биолошката разновидност ќе бидат најранливи и дали има можности за превенција од загуба на биолошката разновидност. What is the meaning of a 1 degree increase in temperature for the health sector? Actually, that will depend on the adaptive capacity. It's not just the increase of the temperature, because if you have a very good adaptive capacity, a 1 degree increase will not be very important for the health sector, but maybe with only 0.5 degrees increase and you have a very low adaptive capacity, you will have a lot of troubles in the health sector.